колкава мера размерот, просторот, структурата и деталите влијаат на она што се случува во секој простор. Денес, кога толку многу знаеме како градот да се прилагоди за луѓе, треба тоа знаење да се искористи, да се створат подобри урбани населби, а паралелно мора да се бара од нашите политичари да се позанимаваат со тој проблем, односно и со прашањето како овозможувањето на живот во добри услови може да си го дозволиме ние. Во рамки на проектирањето пак имаме одредени фирми кои добиваат работи од државата. Ако веќе сме се определили за капитализам, кој подразбира слободен пазар, тогаш тоа не се прави така. Тоа ја доведува целата струка во неповолна состојба, не се поддржува и не се зајакнува конкурентен пазар. Втурнувањето пак на архитектурата во законот на јавни набавки, практично институционализирање на доброто, односно етиката. Конкурсот, без разлика кој инвеститор, мора да постои за сите, затоа што архитектурата е дел од нашиот живот. Во архитектурата нема мое и твое, таа е наша. Последниве години се судривме и со еден досега невиден проект во сметски рамки, проектот Скопје 2014. Проект чија слика и прилика се гради градби и споменици на така наречени политички и војни личности, проект кој се одрекува од урбаните заеднички простори, чија суштина е во систематското убирање на процесите на демократското донесување на одлуки и сите институционализирани процедури кои овозможуваат одржливо и хумано просторно планирање. Без да навлегувам во чинењето, влијанието на историјата, наметнувањето на нови вредности на граѓаните, експлоатацијата на интелектуалното и дигиталното добро, деградацијата и пресметувањето со неистомислениците, факти кои не се за постојување, најголемото влијание овој проект го има врз заедничкиот урбан простор во разни негови видови, врз културата и културното наследство, историјата, знаењето, образованието и организираните можности за поминување на слободното време. Целиот проект го изместувам од полето на архитектурата и урбанизмот и го ставам во политичко поле, а внатре во него во поле на економија и право. Во суштина, проект кој задира во идентитетот на нацијата. А идентитетот на нацијата е интимно поврзан со незината физичка средина. Низ константно променливата економија, политички реформи, социјални движења, градовите се тие кои ги оформуваат и рефлектираат нашите заеднички вредности. Во тој контекст сосема оправдано е негодувањето на председателот на Асоцијацијата на архитекти во негов приватен пост на Фејсбук на истакнувањето на војнот на конј како символ на Скопје и Скопскиот маратон, заедно со Калето, старата железничка станица и камениот мост. Зборовите на Свере Фен се дека диалогот со минатото е можен само ако при тоа се манифестира со времето. Но ние како архитекти мора да бидеме свесни дека добрата архитектура мора да превземе и ризик. Мора да го земе во обзир размерот, односно односот со локацијата и контекстот. Тоа не се оние градови кои се пака екстремно популарни во Скопје, не е Берлин, не е Амстердам, него се со некакви мини наслови во Цирих или да речеме Франкфурт. Јас сум бил исто така неколку пати во Франкфурт и они исто имаат еден, ти не го спомнуваш во текстот, но ќе се надоврзам, одредени промени прават на градот, каде што го менуваат центарот на градот и каде што исто така еден опит за враќање на едно условно старо традиционално јадро на Франкфурт, каде што позади таа идеја стојат тим архитекти, можеби најдобрите архитекти во Германија, и они го бранат проектот. Тоа не го бранат политичари, не го бранат советници, не го бранат партии, не го бранат архитекти. Они го нацртале и они треба да го бранат. Значи, тие што се автори на проектот треба да се тука меѓу нас и да разговараме конкретно. Ние немаме ништо против, но во ниеден момент авторите на Скопје 2014 нема храброст, не знам дали е храброст или желба да се го покажат својот проект. Тоа е предпоставка нешто најголемо на секој архитект. Да заврши проектот, да можеш да го презентираш, да го браниш, да го објасниш. Ние за жал можеби сме единствената држава во Македонија каде што акторите се кријат позади проектите. Тоа е жално и трагично и така натака. Треба да почнем, не знам, од структурата која ја замисли другачи, меѓутоа некои тек другачи, па можам да се осврнам генерално. Значи, книгата не се
подредена хронолошки по секоја колумна како што излезе, него таа се потруди да створи еден концепт и една целина и да биде различна од самите, иако се тие исти, нели? Тие се поделија по различна тематика, пошто како времето изеше, значи се отвара многу различни теми, пошто Скопје стварно е град со многу проблеми, има многу теми за разработка. Значи многу проблеми, поготово во периодот на транзицијата, и се разбира она после транзицијата, како да го не знам како да го дефинираме. И со сета таа своја тежина, фактички градот сам си ги влечеше текстовите некако, нели? Како некоја слика, може да се гледа како CD со музика, пошто внатре е испреплетена со многу музика, со многу инспирација од таа музика, која повикува делумно на простор, делумно на меморија, една сликовница, значи тоа се слики мои, значи како сум рефлектирал врз градот, како сум се поставувал, како сум го размислувал и како сум го сваќал. Значи можда да се точни, можда не, користев доста литература, меѓутоа не мора да значи дека тоа се факти како такви. И се направи таа поделба на два дела, иако претендира книгата да биде како едно цело. Првиот дел е за Скопје, а вториот дел е Европа и пошироко. Меѓутоа, сите оние градови кои се во Европа на некој начин представуваат едно расчленување од самото Скопје. Значи, истите проблеми што се во Скопје се разработуваат во повеќе градови во Европа. Значи, како например, имам осврт према Букуреш со црвениот еклектизам од времето на Чаушеску, значи некоја аналогија, значи на времето на Виден градот, импресии од таа масивност, од таа диктатура, и после тоа што се случува со градот. Милано, градот каде што живеам, како град Тангентополис, значи во 80-тите години под времето на Кракси, под дејството на секој таа манипулации со земјиштето и со грабите. Потоа Варшава, како еден битен град за Скопје, нели, од една страна се Варшавските тигри со музеот на современата уметност, а од друга се и Циборовски, да. Циборовски, кој е, да речеме, фундаментална личност во формувањето на урбаната структура. Потоа се губам, значи, низ разни градови како што е Бенидорм, кој што разработува една илузија на масовен туризам, значи кој, нели, сите овие проблематики кои сакаат да ни ги продадат и на нас. Во еден град како Дженова, кој има проблеми со демографијата, со опаѓањето на наталитетот. Тука се викнува Маракеш, кој има, значи, повикува на старата чаршија, некој ориентализам. Бомбај, значи, како привиден облик на насадбата Шуторизаре, на тие сламови. И така еден колаж од различни градови кои всушност се го расчленуваат градот Скопје, ако може така да се нарече. И сета оваа целина се обработува преку едно патување, значи преку еден одисеј, преку едно Уликс, значи едно доживување, но преку јавниот транспорт. Може би клучен текст, еден од клучните текстови по кои би можело да се чита книгата е транспортен центар Волково-Лепенец, така беше. И тоа е една попатна станица, нели, која сме во Скопје, и после таа станица продолжува преку другите метростаници во Лајнбах, во Франкфурт е Експеримента, во Ветрачна е во Варшава. Методот на апсайклинг, трансформирање на старите материјали во нови производи со нов живот и нова вредност. Воедно обработува и постоечка облека и додатоци, а користи остатоци од текстилната индустрија со цел да понуди решенија за редуцирањето на потенцијалниот отпад, како и користењето на материјалите кои можеме да ги најдеме околу нас. Пристап кој верувам е возможно да се примени и во случајот со проектот Скопје 2014, шутот и отпадот кој искрено верувам дека е неизбежна иднина на истиот.
Тука можете да видите аутфит кој се состои од кожен топ изработен од стара кожена јакна и индустријски рестови, се користени за капотот и пионерската капа. При изработката се водев по начелата на reuse, recycle, refashion и стремев да покажам дека и минимални потези се доволни на една колекција да ја дадат поинаква вредност. Понатаму, тука станува збор за модел изработен од 100% органик волна, која е сертифицирана со GOTS сертификатот. Понатаму, овдека станува збор за фрстан изработен по принципот на нула отпад, zero waste, кој е инспириран од југословенската школска кецела која носевме како основци. Овдека е повторно истиот пристап, со тоа што прерамката е користена винтичрачка од фотоапарат. Овој джемпер е исто така 100% органик волна. Понатаму ова е јакна која што нели има нов живот, кој е даден нов живот, односно јакна изработена од индустријски реслови, кожена пастел трака и преработени делови од стара кожна јакна.